Дали знаете дека над 1300 топоними одобрени од Бугарската комисија за антарктични називи и председателот на Бугарија се веќе меѓународно прифатени како еднозначно идентификување на географски објекти на Антарктикот. Меѓу именуваните места на овој леден континент има и голем број објекти кои носат имиња на историски локалитети кои всушност се од Македонија. Меѓу имињата се среќаваат врвови именувани по војводите Тодор Александров, Гоце Делчев, Дамјан Груев, потоа по Свети Климент Охридски и Свети Наум. Острови кои се именуваат по браќата Миладиновци, Глечер според Димитар Талев, Срт според Илјо Малешевски, Срт според Цар Самоил, според Григор Прличев, Крале Марков Камен и многу други називи. На Антарктикот успешно функционира и поларната база наречена Свети Климент Охридски на островот Ливингстон. Согласно со веќе одамна утврдената меѓународна практика, нови имиња се даваат само од државите кои се вклучени активно во научното истражување на оваа јужна поларна област. За одржување на единствениот меѓународен регистер на имиња на Антарктикот, во кој се вклучени и македонските топоними, кои се предложени од Бугарија, одговара научниот комитет за антарктички истражувања со седиште во Кембридж во Велика Британија. Нови имиња се даваат само на објектите кои немаат име, за да се избегне удвојување на различни имиња за еден ист објект. Дали знаете дека водно, според преданијата, не го добило своето име поради богатството со вода, иако според официјалните податоци таму има дури 41 извор, 5 на јужната и 36 извори на северната страна на планината, туку поради големите порои кои паѓале се до градот. Сведоците велат дека куќите во подножјето често знаеле да бидат затрупани од огромното количество камења и кал, што како одрон пороите ги носеле со себе. Фактот дека Скопје требало да прерасне во индустријски центар ја обврзил новата власт веднаш по ослободувањето да почне со пошумување на планината. За да се изврши пошумувањето биле ангажирани тогашните затвореници, околу 200. Од 1949 година Народниот фронт презел широка агитација, па во пошумувањето се вклучуваат граѓаните од сите скопски мала. Веќе во 1950 година за пошумување е задолжена тогашната шумска дирекција. Парк шумата Водно е прогласена за парк шума во 1976 година и е ставена под ингеренции на јавното предпријатие Паркове и зеленило, а од 1988 година. Врвот на Водно е висок 1067 метри, сртот е долг 7 километри, планината е долга 12 километри, а широка 5,5, односно зафаќа површина од 4573 хектари. На Водно растат 1010 различни видови растенија, од кои дури 868 се автохтони. Природните шуми зафаќаат површина од 1410 хектари и се дабови шуми, ниски грмушки и дел борови.